Сдруженијето на лица со церебрална парализа од Велес го реализираше проектот Лапли, кој има за цел да ги зајакне невладините организации во насока на подобрување на условите за живот на лицата со посебни потреби. Денеска во Кавадарци се одржа завршната конференција на која беа презентирани локалните стратегии за помош на овие лица за општините Кавадарци, Градско и Чашка, кои беа дел од проектот. Сдружение на лица со церебрална парализа од Велес во период од 9 месеци го реализираше проектот Стратегија за лица со инвалидност Лапли, наменет за Вардарскиот регион, за поточно за 3 општини, за Кавадарци, Градско и Чашка. Проектот има малку повеќе да ги зајакне можности невладините организации кои што работат на локално ниво во овие 3 општини, малце повеќе да делуваат и да го подобрат животот за лицата со попреченост. Преку проектот успеавме да реализираме по 3 работилници во сите општини, на кои што ги креиравме поточно сите локални стратегии за сите 3 општини и еве денес сме овдека во Кавадарци за да ја направиме завршната конференција, каде што ќе ги промовираме печатените верзии, каде што ќе зборуваме малце за она што се случуваше на локално ниво додека се реализираа работилниците и воедно ќе го промовираме документарниот филм и ТВ спот кој што ги изработивме во соработка со КТВ од Кавадарци. Филмот дава една јасна слика што се случува на локално ниво во сите овие 3 општини. Пред се самите лица со попреченост во него зборуваат за потребите, можностите кои што треба да им ги нудат општините и така заедно сите невладините организации, заедно со локалната самоуправа, со сите граѓани и сите локални чинители да го подобрат светот во кој што живеат лицата со попреченост. Мене лично ми беше исклучително многу драго што запознав прекрасни луѓе во сите овие 3 општини, направивме прекрасни тимови за соработка и ќе ми биде навистина драго доколку овие тимови понатаму живеат, работат и ги реализираат стратегиите кои што ги донесовме да се реализираат во период од 2 години. Посакувам среќа на сите 3 општини и се надевам дека за 2 години ќе видиме дел од резултатите во она што го проектиравме во стратегиите, меѓутоа пред се ќе видиме многу задоволни граѓани, а тоа ќе бидат лицата со попреченост, нивните семејства, ќе видиме стручни лица кои што работат со нив и нормално да создадеме живот без бариери со еднакви можности за сите. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев во обраќањето на завршната конференција даде ветување дека ќе продолжи неговата поддршка да се создаде општество еднакво за сите. Од самиот почеток на мојот мандат како градоначалник безрезервно се залагам за еднаквост во општеството. Имаме реализирано повеќе проекти кои што нема да ги спомнуваме и набројуваме, кои се во интерес на функционирање на лицата со инвалидност и лицата во попреченост во движење. Овој локален акционен план за лицата со инвалидност ќе ни биде воделка за реализирање уште повеќе проекти и од големо значење за општина Кавадарци и се надевам дека изготвувањето на планот ќе го спроведеме во целост, да го почитуваме, да можеме да направиме еднаквост и да направиме општествена сигурност за сите наши жители во општина Кавадарци. Преку овој план ќе имаме континуитет во поглед на планирање и на реализирање на проектите. Во подготовка на планот беа вклучени комплетни луѓе кои доловија реалната состојба и реалните потреби, а тоа не води кон вистински пат. Така да, од реалната потреба и од реалните луѓе добивме реални проекти кои што треба да ги реализираме до крај како општина и ќе застанеме максимално да се потрудиме да тоа го направиме во еден најбрз можен рок и да има континуитет, меѓутоа тој континуитет има после и ред во делот на одржувањето. Голема благодарност до сите лица кои се инволвирани во овој проект. Целокупна заслуга за овој акционен план и се надевам за негово негување и посветеност максимална од сите градоначалници од регионот и општините како организација во делот на општеството. Да им подадеме рака на лицата со инвалидност, бидејќи сите сме еднакви, тие се наши роднини и пријатели. Живот без бариери, со еднакви можности за сите.